Почитувам колега. Очигледно само се занимавате со тоа кој како бил, меѓутоа деполитизирањето е ваша одлика која што ја не можете да се соземете од тоа, бидејќи предвидувавте реформи во судството каде што ги ставевте сите ваши партиски активисти и затоа на крајот не испадна ништо. Не можете со едно професионално CV каде што имаме точно, јас образложив на кои темели од Уставот може да се повикат овие доприноси по однос на повеќе објави, повеќе закони каде што е учествувано и може да даде свој допринос. Меѓутоа, вие да зборувате за деполитизација немате никакво право. Зошто? Знаете на кој начин ги внесовте сите кандидати во почетната обука за суди во Академијата за суди и јавни обвинители. Знаете како во судскиот совет поранешни стручни соработници од судскиот совет ги направите председатели на судски совет. Зборуваме за на дневен ред ќе дојде и почитуваниот јавен обвинител на Република Македонија. Каде работи неговата сопруга? Значи зборуваме за линии кои што вие ги поставувате како теркови за работење и затоа се обидувате едни стручни зданија, односно стручни монографии, учебници, допринос во изготвување на закони од една област, зборуваме за експертски области каде што можат да дадат свој допринос. Вие не дадовте никаква квалификација, освен со тоа што обидувате да дисквалификувате одредени ликови, односно одредени кандидати, а не кажувате повторно вашите кандидати како допреа до вас. Како само неколку кандидати дошле кај пратениците од мнозинството, само овие три се знаат однапред и дури не обидувате ниту да поразговараме со нив, да ги видиме што ќе ни дадат како своје објаснување, која е визијата за подобрување на состојбата во правосудниот систем. А за тоа што вие го зборувавте, има соодветни позитивни законски прописи. Доколку има нешто што не е во согласно со закон, вие сте тие кои што имате увид во се. Предпоставувам и како пратеници од мнозинството, имате допирна точка со сите податоци, бидејќи извршната власт е ваша власт, а таа поделба која што ја потенцирав, дека немаме поделба на власта, односно извршната власт е таа која што ја контролира и судската и законодавната власт, се потврдува со фактите кои што вие ги потенцирате. Односно, овие, да кажеме, аномалии во целокупниот општествен поредок на зависност на законодавната и судската власт од извршната, сакате да ги пренесете токму и во оваа институција, бидејќи вие веќе имате дадено личен пример за тоа. Зборувам како парламентарно мнозинство. Избравте член на Уставниот суд, почитуваната Кацарска. Ревносно се боревте за тоа, но знаеме кои се заслугите за да дојде до таму. Затоа, впрочем, и ја браневте, и затоа, впрочем, и вие сакате, повторно ќе ви потенцирам, да инсталирате луѓе за да утре или задутре укинувате одредби и поништувате одредби од сите закони, а предпоставувам дека најмногу сте загрижени околу поставките од кривичниот законник. Членовите каде што ќе посегнете, има индици дека ќе посегнете по однос на укинување на одредби таму, бидејќи ситуациите се вртат во друга насока. Вашиот премиер претходен можеше да каже: криминалите и проневерите се во власта, бидејќи тие располагаат со буџетски средства. Сега, буџетските средства ги менаџирате вие. Затоа сме сведоци на секојдневни скандали и во владата, и во министерствата, и не може човек ред да ви фати секојдневно, има по неколку. Не може да допре до соодветна информација колку на ден ги имате веќе. Затоа повикам да можеме да пристапиме кон едно вакво решение, дополнително и со јавна дебата, и со широка дебата од целокупниот естаблишмент кој што може да допринесе во однос на регулирање на оваа материја. Да не се доведуваме во ситуација парламентарно мнозинство ќе си одреди своји три луѓе и за оние кои што ќе им вети дека ќе ги стави таму, за после тоа да има свој фидбек во однос на
потенцирам укинување, поништување, сите други надлежности кои што ги има, односно Уставниот суд да не постапува додека министерот за правда не му даде пас да постапува по одредени одредби. Вашата улога во моментот како парламентарно мнозинство и одговорноста е токму кај вас. Требало во секој момент досега да превземате мерки на подобрување на перцепцијата и довербата кај граѓаните во правосудните органи. Зошто досега тоа не е така? Министрите, обвинителите, односно јавниот обвинител на Република Македонија, се знае спрегата помеѓу извршната власт и судската власт. Имате недоверба од 92%. Тоа значи со вака поставени кадри кои што ги имате и дополнително сакате да ги унапредувате и да им дадете некоја сигурност, односно да им се раздолжите за вашите постапки, не доведуваат во ситуација да не можеме правниот систем да функционира и да имаме владење на правото. Ви благодарам. Ви благодарам, колега. За реплика